Понеделничко издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Полицијата на граничниот премин Табановце уапси 33 годишно лице од Кочани при обид да ја напушти државата. Лицето со судска одлука требало да издржува затворска казна. 33 годишниот Сердар А со адреса на живење во Кочани е уапсен на граничниот премин Табановце кај Куманово при обид да излезе од Македонија. При проверката на идентитетот на кочанецот било утврдено дека тој треба да издржува затворска казна поради што бил лишен од слобода. Во неделата околу 17 часот и 30 минути лицето се пријавило за излез кон соседна Србија, при што полицијата на граничниот премин констатирала дека се работи за лице против кое било водена судска постапка и во неа е осудено на затворска казна во време траење од 1 година. Причина за таквата одлука на судот е што 33 годишникот бил сторител на кривично дело. Во постапката било констатирано дека осудениот извршил тешко дело со кое ја загрозил безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. По апсењето на граничниот премин, тој е предаден во секторот за внатрешни работи во Куманово за натамошна постапка. МВР соопшти дека е поднесена кривична пријава против 34 годишниот ТД, референт во јавното предпријатие за стопанисување со пасишта Виница, за сторено кривично дело несовесно работење во службата, и против 51 годишната ИВ од Скопје, директор на јавното предпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, за сторено кривично дело фалсификување службена исправа. ТД во текот на јули 2013 година и дал предлог на ИВ да го раскине договорот за закуп на деловна просторија помеѓу лице од Виница и јавното предпријатие за закуп на барака, каде била сместена подружницата на јавното предпријатие Виница, и предложил подружницата да биде сместена во деловен простор, собственост на неговиот татко. По ова, од август 2013 година, подружницата била преместена во новите простории за месечна закупнина, поголема од претходната за 1000 денари, а со намера да ги прикријат овие активности. ИВ изготвила нов договор за закуп со невистините содржина, во кој самоволно извршила промена на датумот од кога започнал закупот. Основното училиште Никола Карев потпиша меморандум за соработка со Основното училиште Партизански одреди од Цетиње, Република Црна Гора. Збратимувањето помеѓу двете училишта понатаму може да се прошири и со збратимување на двете општини Кочани и Цетиње. Во почетокот на октомври наставници, ученици и директорот на Основното училиште Никола Карев го посетија училиштето Партизански одреди во Цетиње, Република Црна Гора и потпишаа меморандум за соработка. Станува збор за продолжување на соработката по остварување на првата средба со менаџерскиот тим на ова училиште на Петровден во Кочани. Меморандумот и избратимувањето на двете училишта ќе значи избратимување на општините Кочани и Цетиње. Бевме срдечно изненадени од страна на домаќините, затоа што ние како делегација од Кочани бевме на многу високо ниво пречекани на самиот патронен празник, на кој исто така беше присутен нашиот амбасадор на Република Македонија, потоа заменик министерот за образование на Црна Гора и заменик министерот за просветниот инспекторат при општина Цетиње на ниво на Црна Гора. Настапивме со една точка, музичка точка, од која нашата Тамара беше фрапантно, беа домаќините изненадени, значи настапи со две македонски песни и една во делот на класичната музика. Соработката меѓу училиштата се однесува и ќе продолжи во делот на воспитно-образовниот процес и размена на искуство и ученици. Група ученици и наставници од збратименото Црногорско училиште до година на патрониот празник на Кочанското училиште ќе престојуваат во Кочани, а посета се најавува и за 1 месец, кога ќе присуствуваат на одбележувањето на патрониот празник на Центарот за култура Бели Мугри. Соработката меѓу двете училишта финансиски е поддржана и од општина Кочани. Кон одбележувањето на 11 октомври, денот на македонското востание викендов, се придружија и кочанските планинари. Со искачување на врвот Солунска глава, тие ја продолжија традицијата за празнично освојување на македонските планини. Кочанските планинари уште еднаш ја докажаа својата доследност кон почитувањето на македонската историја и македонските празници. По повод денот на македонската револуционерна борба 11 октомври,
Тие организираа марш на планината Јакупица. Во маршот учествуваа 14 членови на планинарско-спортското друштво Осогов од Кочани, иако заинтересираноста беше поголема, но поради специфичните услови за превоз, бројот мораше да се ограничи. Главна цел на маршот и овој пат беше врвот Солунска глава, кој со своите 2540 метри спаѓа во групата на повисоките и поатрактивни планински врвови во нашата земја. Нашите планинари својот пат го започнаа од планинарскиот дом Чеплес на височина од 1450 метри, при што за искачување им преостанаа 1100 метри, исто колку што и за спуштање. Карпестиот терен и големите стрмнини не дозволуваа опуштање во убавите пейзажи што ги нуди оваа планина, па внимателно и професионално сите членови по околу 8 часа пешачење ја завршија мисијата без да имам какви било проблеми. На овој начин планинарите од Кочани ја продолжија традицијата за празникот 11 октомври да се искачуваат на Солунска глава и да го промовираат планинарскиот спорт и својот град во Македонија, па и пошироко. По Блатец и Пеклани, село Лаки е третото населено место со монографија со која остава документиран пишан материјал за своите потомци и за архивата на општина Виница. Матичарот Живко Златков, дипломиран наставник по историја и географија, користејќи го пристапот до информации за своите соселани преку службата, долги години работел на трудот што беше промовиран викендов. Поинаков 11 октомври во Виница, во селото Лаки беше промовирана првата монографија за ова населено место, отпечатена на 156 страници во боја. Содржи 52 графички приказа на родовите, по азбучен ред се искажани сите родови и нината роднинска поврзаност, како и 106 фотографии. Имајќи ја пред мене, архивата со основните податоци за поголем дел од случувањата низ историјата за и околу село Лаки, кај мене се роди желба и потреба сето тоа еден ден да биде претопено во една монографија која во себе ќе ги содржи основните податоци и обележја за нашето село. Еве го дочекавме и тој ден. Подготвувањето на монографијата бараше еден подолг временски период. При нејзиното пишување од моја страна се користени податоци од матичната канцеларија, архивата на местната заедница, архивата на основното училиште Кочо Рацин Блатец, подрачно училиште село Лаки, податоци кои се однесуваат на селото, а се пронајдени во најразлични монографии и книги, како и од устни искажувања и прераскажувања на голем број постари жители од селото во еден подолг временски период. Монографијата е напишана на народен, едноставен и разбирлив јазик. Книгата пред на собраните лакичани ја промовираше Тодор Димитров, наставник во пензија. Во текот на животот, кај човекот се појавува желба за осознавање потеклото и обстојувањето на својот народ, на своето поколение, на својот род. Знаењето за минатото поранешните генерации најчесто го добивале, кое се пренесувало од колено на колено и од некои записи. Но сепак најдобро е кога информациите за минатото Златков од Лаки подолг временски период се ангажирал за собирање и обработка на веродостојни податоци за селото. За подалечното минато прибирал податоци кои се пренесувале од колено на колено, а за податоците од поблиското минато покрај собственото сознание користел искажување од современици и учесници во одредени историски настани. Во архивските материјали во кој е пишувано за Лаки вршел темелно истражување на податоците. Издавањето на трудот го поздравија повеќе истакнати и веќе докажани жители од селото, доктор Стојмир Петров, универзитетски професор, магистар Мирко Пецов, долгогодишен директор на АД Винка, а своје обраќање имаше и пратеникот во Собранието на Република Македонија Магдалена Манаскова, како и издавачот и покровител, градоначелник на општина Виница Емил Дончев. Дури и по долгата традиција во медицинска примена на термални води, земјата се уште има ограничен број на активни термални бањи. Но хотелот Шагал последните години функционира како современ спа центар со редовни туристички тури од странство. Хотелот Шагал отвора перспективи за динамичен развој на бањскиот туризам во овој крај. Потенцијалот на термални ресурси покажува дека пристапот кон овој економски сектор треба да се промени со цел да се постигнат можните добивки. Ориентацијата кон воведување на рекреативни активности се појавува како едно од изводливите и економски оправдани решенија. Хотел Шагал располага со 18 соби, еден апартман и 2 базента
Едниот е полуолимписки, другиот е за лечење со хидромасажа, со хидроинхалација. Водата е термална, поради проблемите со добивањето на концесијата за термалните води, морав да инвестирам во цистерна возило, купив Мерцедес собствен и така го снабдуваме овој центарот со термална вода. Во моментов во Шагал престојува група туристи од Полска која ги ползува благодетите на спа центарот. Но викендов имаше и туристи од соседна Бугарија, како и домашни посетители. Капацитетот не е ограничен, иначе луѓето се заинтересирани да доаѓаат со поголем автобус од 55 луѓе и договорот е негде за една година да дојдат околу 1600 туристи. Значи, водите наши се доста лековити. Јас си пратив сертификати, тие во Полска направија анализи и видоа дека тие води се прекрасни за физиотерапија и затоа имат голем интерес да ги користат. Се надевам дека владата ќе преземе нешто похитно да го реши проблемот со концесијата и да почнеме да функционираме многу по-лесно него да се мачиме со камиони, со цистерни и така. Освен стандардите содржини, туристите викендов имаа уште една гратис придобивка. Прекрасното сончево време среде есен, температурата идеална за сончење. До хотел Шагал. Дојдени сме во хотелот Шагал на одмор и релаксација. Ја искористивме можноста за време на нашиот престој во Македонија да го посетиме и Охрид. Многу ни се допаѓа вашата земја. Многу ни се допаѓа хотелот. Навистина е висока класа кога се во прашање спа центрите. Ги користиме двата базена и масажите, така што можам да кажам дека поминуваме пријатно време овде. Задоволна сум од се, меѓу другото и од квалитетот на храната. Убаво мени, пијалок и уживање во дворот. Навистина е многу убаво. Она што би го истакнела е прекрасното сонце, што овде го има во изобилство во овој период, за разлика од Полска, каде во моментов е многу студено. Првпат сме гости во хотелот Шагал. Добрата страна е што сопственикот го прави комплексот спа центар. Сите хотели кои содржат минерални води се атрактивни за сите категории гости. Затоа што една од најважните работи за нив е истовремено да најдат и можност за лекување и рехабилитација. Тоа се аспекти на туризмот на кои целиот свет во моментов посетува огромно внимание, а преку термалните извори и спа процедурите. Хотелот е нов, има простори за дополнителен развој. Бугарија исто така многу вложува во овој вид на туризам. Овдека често доаѓаме со семејството. Овој амбиент овдека ни одговара, убава е природата. Со години наназад, како што реков, од 90-та година доаѓаме тука. Условите се подобрива и ретко да има ваков спа центар овдека со таков хотелски комплекс во Македонија. Ни одговара, значи, овдека, ако сме од Скопје, често присуствуваме овдека со, денеска и вчера убаво времето и одма дотрчавме тука неколку дена да поседиме се одмориме. Дури и подолгата традиција во медицинска примена на термалните води, земјава се уште има ограничен број на активни термални бањи. Хотелот Шагал, лоциран на 4,5 километри од Виница и Кочани, ги прави пионерските чекори во бањскиот туризам во Македонија. Со цел развивање на еколошката свест кај учениците, Македонското еколошко друштво спроведува активности составени од презентации и прошетка во природа, како дел од работилницата Стара Бука, што ќе се организира во двете кочански училишта, Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи. Македонското еколошко друштво спроведува активности за шумски екосистеми, во чии рамки планирани се презентации за учениците од пето оделение од основните училишта Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи. По завршување на презентациите ќе се спроведат активности поврзани со истата тема, како и настава во природа на Пониква, каде учениците практично ќе бидат запознаени со буковиот шумски екосистем. Планирани се повеќе презентации за учениците од пето оделение, потоа ќе следи настава во природа, односно на Пониква, каде што учениците практично ќе се запознат со буковиот шумски екосистем. На истиот настан е планирано да има изложба на ликовни и литературни трудови изработени од страна на учениците. Целта на самите активности е да се подигне екосвеста на учениците на повисоко ниво, како и да се запознаат со вредностите, значењето и нашиот придонес за зачувување на шумските екосистеми, посебно на буковиот екосистем.
Целта на проектот е усвојување конкретни знаења за старата бука како екосистем и развој на еколошката свест кај учениците. На Пониква планирани се едукативни игри, организирани од членовите на екоодборот на двете училишта, а по завршување на активноста учениците и наставниците вклучени во проектот ќе добијат признание за учество во едукативната акција. Од 14 до 18 октомври кочанци ќе имаат можност да го погледнат македонскиот игран филм Деца на сонцето, што во 20 часот ќе се прикажува во Центарот за култура Бели Мугри. По завршување на филмскиот фестивал Браќа Манаки, традиционално секоја година во Центарот за култура Бели Мугри се прикажуваат македонски играни филмови. Од 14 октомври вторник започнува прикажувањето на филмот Деца на сонцето. Станува збор за македонски игран филм во режија на Антонио Митрикивски, а актери се Мито Јовановски, Данчо Чевревски, Милица Стојанова, Александар Микик и други. Оваа година са среќа наша, значи ќе имаме два филма, но во овој момент значи ќе го прикажуваме филмот Деца на сонцето, значи од режисерот Антонио Митрикивски. Ќе започне од вторник од 14 октомври, значи во 20 часот и се надеваме дека до сабота ќе оној официјален ден на прикажување на филмот ќе заврши, но ќе видиме од интересот на граѓаните може нешто да биде продолжи. Но сепак јас мислам дека овие 5 дена по една проекција се доволни за кочани за да можеме да оние љубители на филмот, посебно на македонскиот филм, да можат да го видат. Филмот е за лица постари од 12 години или ако се помлади, тогаш треба да дојдат во придружба на родител. Влезот е 80 денари, а во сите споменати денови филмот ќе се прикажува во 20 часот. Православните верници на 14 октомври го чествуваат празникот Покров на Пресвета Богородица. Слави и Кочанската црква, поточно крстилницата во храмот во Кочани, која е посветена на празникот. Крстилницата во црквата Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани го слави празникот на која е посветена Покров на Пресвета Богородица. Ден пред празникот се отслужи вечерна богослужба, а на 14 вторник ќе се служи света божествена литургија. Секоја година традиционално, бидејќи нашата крстилница е посветена токму на овој ден, денот кога го чествуваме празникот, споменот на кога Светата Дева и Богомајка се јавила на верниците кои што се молеле во храмот и во раците, каде што држал покров, и токму во спомен ово чудо го празнуваме празникот Покров на Пресвета Богородица. Традиционално, како и секоја година, на овој ден богослужбите во храмот Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани значи се одржуваат во крстилницата, која е, како што кажав, посветена токму на овој празник. Значи се отслужи празнично вечерно богослужение. Утре со почеток во 7 часот ќе имаме утрена празнична богослужба која ќе продолжи со света златоустова литургија. Традиционално, како и секоја година, исто така и ова беше благословен и разделен празничниот ручек на кој што имаше присуство од голем број на верници од овие краишта. Култот кон Пресвета Богородица е доста расширен меѓу кочанци, кои ја сметаат за покровителка и заштитничка на христијанскиот род. Настанот што црквата го споменува и празнува на 14 октомври го докажува неотстапното покровителство на Пресветата Дева над православните верници. Преку празнувањето на нејзиниот покров, верниците се потсетуваат на тој настан и нејзиното постојано покровителство над христијаните. И за крај проследете спортската информација. Осогово подобар од слога 1934 во дербито од третата Лига Исток. ИДНИНС втор пат поразена дома. Тоа беше и причина за оставка на тренерот Сашко Иванов. Слога 1934-та Осогово големо дерби, но само поради важноста кој ќе ги освои бодовите, ќе одбрани честа на својот град. Двете екипи, за разлика од минатата година, барем според досегашните резултати, не се во најтесниот круг за прогрес во втората лига. Конечен резултат од средбата 3:1, полувреме 0:1. Стрелци на головите за Осогово, Јорданов во 35-та, Паунов во 60-та и Андреј Коцевски во 61-та минута. Капитенот Митев го ублажи поразот на Слога 1934-та во 74-та минута.
Паунов ја имаше најзрелата неискористена шанса со удар во стативата при резултат од 3:0. Резултати од 8-то коло во третата лига Исток: Напредок Здравје Радово Плачковица 1:1, Беласица Работник Џумајлија 3:0, Каменица Саса Брегалница Голак 1:0, 14 октомври 1946 Тиверија 2:1 и Овчеполе Баби 3:1. На табелата води Беласица со 22 бода, пред Плачковица со 18, трети е Напредок Здравје Радово со 15, Осогово со победата во Виница се искачи на четвртата позиција со 13 бода, Слога 934 со поразот на домашен терен падна на последната 12-та позиција со само 3 бода. Ден претходно се одигра третото коло во женската фудбалска лига. Резултати: Речица Тиверија и Статов 1:1, Топ Гол Ас Юнајтед 1:6, Борец Кочани 0:7, Младост Торизар и Иднина С Конзули 1:2 и Драгон 2014 победа Куманово 16:0. На табелата води Драгон 2014 пред Кочани со изброј на бодови, како и Конзули на третата позиција со различна гол разлика, од каде доаѓа и ваквиот распоред на табелата. Младост Иднина С се спушти на шестата позиција со само 3 бода. Веднаш по надпреварот, тренерот на Иднина С Сашко Иванов поднесе неотповиклива оставка од тренерската функција. Младост Иднина С лошо ја започна сезоната со 2 пораза на домашен терен уште на стартот. Оставката и проблемите во клубот доаѓаат во многу лош момент, кога во следното четврто коло на програмата е месното дерби помеѓу Кочани и Младост Иднина С. Временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.